Господине подпредседателе, почитувани пријатели, земјаци, македонци. Ќе се обидам да се обратам до нацијата како мој, се надевам, проштален говор, бидејќи у недела планираме да изгласаме овдека распуштање на собранието. Повод за моето обраќање ми даде Законот за јавно обвинителство, па ќе се обидам да бидам вистински. Во една прилика мојот професор, великиот Љубиша Георгиевски, ми рече: само лош глумец може да биде добар политичар. Но глумецот секогаш мора да биде искрен и јас овде ќе бидам брутално искрен. Почитувани мои, се надевам дека сите знаете, секој пратеник од нас е овде избран за да го застапува мислењето на народот и да зборува наместо народот. Нема да навлегувам во тоа дали Законот за јавното обвинителство е добар или лош, позитивен или негативен. Но очигледно е дека едни пратеници се за овој закон, а други се против. И тука доаѓаме до една категорија која е многу интересна, а која е дел од човечкиот карактер, кој пак се римува од друга страна со морал, со достоинство и со чест. А тоа е зборот верба. Се прашувам кој во што верува. Едните веруваат во овој закон, другите не. Тие што не веруваат се во принцип луѓето од опозиција и ќе речем дека некаде е во ред да не веруваат во овој закон. Но ајде да видим овие што веруваат и овие што ќе гласаат во овој закон, во што веруваат, за да можам и јас да им поверувам и да гласам за овој закон. Во изминатиот период сите бевме сведоци на објавувањето на незаконски прислушкуваните разговори, кои па од друга страна се предмет точно на процесуирање на овој новиот закон за јавно обвинителство. Во нив имаше пикантерии само за една единствена политичка партија и само за нивните раководни кадри, начело со господинот Никола Груевски. Во тие разговори сите тие беа оцрнети како криминалци и јас немам ништо против тоа. Еве да речеме дека е така. Сите вие кои верувавте во тоа, чопоративно бевте на тие сеанси од аудио воајерски карактер. Супер, добро е човек да верува. Хајде да видиме сега од другата страна. Истите вие, овде, кои сега сакате да го гласате овој закон, верувавте во господинот Заев кога се колнеше во своите предци дека нема да го смени името. Истите вие верувавте дека господинот Заев велеше кој бе тоа ќе донесе албански јазик во Кавадарци и Неготино. Така ли е, господине Бетијане? Така велеше. Сите тие се забегани. Кој е забеган, на вистина не знам. Сите вие овде верувавте, односно не верувавте во 1 евро за вицето и 1 евро за црквата. Што кажува ова? Ова кажува дека вие сите имате проблем со вербата. Имате проблем со наметнувањето на овој закон како основен постамент во оваа правна држава. Значи, ако криво го насадиме овој закон, криво ни е све. Немаме општествен систем, не постоиме. Друга уште една работа. Закон кој се носи во касните ноќни сати е црн и темен закон. Тој закон не може да блеска. Закон за кој се бараат под дрво и под камен 80 пратеници, за да може да успее, не може да биде закон кој е правен и кој ќе не носи во Европа и кој ќе содействува со европските закони. Но кој сум јас да ви судам вам? Има некој друг. Е сега се поставува прашање дали народот треба да ви верува после ваков неконзистентен и непринципиелен ваш став околу вербата, околу она кој, за кого и за што се грижи. Дали се грижиме за народот или само за себе си. Ќе ве потсетам на една работа која се случи пред неколку дена. Пред неколку дена во оваа иста сала сите вие бевте одлично облечени, свечено дотерани, избричени, со фризури и аплаудиравте на приемот на нашата татковина Македонија во НАТО. Константно велите дека требало да се донесат
Храбри одлуки, за да може тоа да ни се случи. Сега да видиме дали тие одлуки се доволно храбри. Почитувани мои, храбри одлуки знаете ли кој носеа? Храбри одлуки носеше Гоце Делчев, Даме Груев, Кузман Јосифовски Питу, Питу Гули, Страшо Пинџур, Благо Јанков Мучето. И тие заради нивните храбри одлуки платија со нивниот живот. А вашите храбри одлуки вие ги зацементирате или ќе ги зацементирате со законот за јавно обвинителство. Толку се храбри вашите одлуки, според мене, нормално. Сега ќе ве прашам уште едно нешто, околу вербата. Со што влеговте вие во НАТО? Имаше овде неколку излагања, требало во НАТО да влеземе. Без име, без јазик, без националност, без историја, без минато, сегашност проблематична, за иднината не сакам ни да зборувам. Знаете како влеговме во НАТО? Сите вие, предпоставувам, го имате гледано филмот Добриот, грдиот и лошиот. Знаете кај беше закопано богатството, што го бараа на гробишта. А знаете точно каде? Во гробот на безимениот, до гробот на Арч Стентон. Сите околу нас се членки на НАТО, Бугарија, Грција, не знам, Албанија, ние сме неписмените. Тоа сме ние, за жал. Јас нема да ви се лутам. Верувајте ми, немам такво право. Некои велат дека тоа е предавство, но јас велам не. Тоа се такви одлуки и тие одлуки се составен дел од нашиот живот. Родителите нечесто или неретко ги напуштаат своите деца, истите тие кои се колнеле на вечна љубов. Мажот ја остава жената, жената го остава мажот. Сето тоа е дел од нашиот живот. Луѓето, верувајте ми, поминуваат премногу време обвинувајќи се едни со други. А тоа, сите сте свесни, не ни помага. Не вади или не носи кон амбис. Затоа, мој совет е, свртете се, оставете ги тие што ве повредили и тргнете напред. Тргнете кон овие кои ме сакаат, кои ве ценат, тргнете кон патот, кон љубовта. Се надевам дека сите овие одлуки кои ќе се донесат или се донесоа веќе, нема да не однесат во некакво своевидно робство и константно исчезнување на македонскиот народ од своите свети огништа. А сега веќе, во овој момент не е важно кој е кој. Кој е предавник, а кој е патриот. Сега сите треба да се спасуваме. Секој, секого. Без разлика кој е кој. Низ човечката историја се случиле многу зла, но постои каење, а уште повеќе простување. Почитувани мои, јас не познавам друг народ на целата земјина топка, кој си го убива своето собствено име и за тоа не може да има прошка. Знаете ли зошто? Со убиството на името престануваме да постоиме. Нити че има кој да се покае, а уште помалку кој да прости. Ги гледам луѓето во мојата татковина, го гледам моето семејство и се прашувам што јас, а вклучително и вас ме прашувам, како пратеник, сум направил за нив. Едно големо ништо, нула. Ја користам оваа прилика до македонската јавност да побарам прошка. Простете ми. Доблест е да се прости, уште поголема и да се покае човек. Со овој говор јас не сакам никого да навредам, нити да понижам. Само сакам да ги извлекувам за раните кои си ги нанесуваме долги години едни на други. Многумина во овој изминат период ми велеа дека сите овие одлуки се одлични и се добри и не носат кон благосостојба. Во името на тие одлуки, јас им велам вака. Почитувани мои, нема да ги коментирам вашите добронамерни совети, но ќе кажам нешто за крај. Простете ми, јас не припаѓам на нација со сменето име, со проблематичен идентитет, со недефиниран јазик и со измената и лажна историја, но секако во духот на парламентарната демократија. Јас го почитувам вашето право да се нарекувате онака како што вие сакате. Нема да бидам злобен и лош, како вашите пријатели со кои потпишавте договор, за да не ве сметам ниту за живи, ниту за умрени. Но ве молам, немојте мене да ми го земате правото да бидам она што сум, македонец. Македонија и македонскиот народ ова зло ќе го надживее. Не заради тоа што е тоа така, затоа што злото само по себе се уништува. Македонија е 36 пати спомната во Библијата. Знаете ли зошто? Затоа што Македонија е храм на доблеста, храм на честа, храм на моралот и на вербата во Бога.
Амин.